На секој слушател му посакувам Божи благослов. Зошто постојат толку многу христијански толкувања или цркви? Библијата или Светото писмо зборува дека има само еден Господ, една вера и едно крштавање. Во писмото до Ефеската црква апостол Павле вели дека постои единство во Христовото тело, бидејќи во него пребива или живее еден дух. Во истата глава од Ефесјаните, тој ги повикува верните да бидат понизни, кротки, стрпливи и да ја негуваат љубовта. Тоа е потребно за да се покаже единството во Христовото тело. Без љубовта не постои единство. Светиот Дух го создава вистинското единство и го просветлува умот на секој верник. Ако светот би бил совршен, тогаш секој верник би го проучувал писмото, би се молил и би зависел од просветлувањето на Светиот Дух. Но, како што знаеме и гледаме, живееме во несовршен свет. И затоа сите не го слушаат Духот, Светиот Дух. Некои христијани го жалостат. Една од причините зошто некои луѓе имаат различни толкувања на Библијата е тоа што не го слушаат нивниот учител, тоест Светиот Дух. Ќе дадам неколку примери зошто постојат разни толкувања кои од тоа произлегуваат и различни цркви. Прво, неверие. Факт е дека мнозина кои тврдат дека се христијани всушност никогаш не биле и не се наново родени од Светиот Дух. Тие се нарекуваат христијани, но никогаш не ја доживеале вистинската промена од Светиот Дух или наново раѓање. Таквите луѓе не ја читаат Библијата, дури и не веруваат во нејзиниот авторитет, а сепак си земаат за право да поучуваат од нејзе, за да ги оправдат нивните ставови кога им треба нешто. Тие тврдат дека зборуваат во името на Бог, но живеат практично атеистички, без вера во Него. Голем број на погрешни толкувања произлегуваат токму од таквите извори. Невозможно е неверникот да го толкува правилно писмото, на правилен начин. Зошто? Затоа што апостол Павле вели, а душевниот човек не го прима она што е од Божиот Дух, зашто тоа е безумство за него и не може да сознае зашто за тоа треба да расудува на духовен начин. Ова е запишено во првото писмо до Коринтијаните, 2 глава, 14 стих. Неспасената личност не може да ја разбере вистинската содржина на Библијата, без разлика на неговите интелектуални способности. Тоа е така, бидејќи нема просветлување од Духот. Дури има и проповедници и учители кои не се на патот на вистината и го немаат спасението, затоа што него го немаат Светиот Дух. Не знам дали ова може да послужи како добар пример, кога Исус се молеше на таткото со зборовите: "Татко, прослави го своето име." Таткото му одговори со глас од небото, а тие што беа во близина имаа можност да го слушнат гласот, но едните зборуваа дека загрмело, а другите дека ангел му прозборил. Сите слушнаа исто, но сите слушнаа тоа што сакаа да слушнат. Како второ, недостаток на образование. Апостол Петар ги предупредува верниците од погрешно толкување на писмото. Тој погрешните толкувања ги припишува на тие што се неуки и неупатени. Павле му пишува на Тимотеј да биде вистински Божји работник, велејќи: "Труди се грижливо за да се покажеш себе си достоен пред Бог, како работник кој не треба да се срами, кој правилно го проповеда зборот на вистината." Не постои пречка во проучувањето, освен ако човек од неукост погрешно толкува. Трето, лоша херменеутика. Многу потешкотии настануваат од неуспехот да се примени правилна примена на добра херменеутика.
Ако се земе некој стих надвор од неговиот контекст, може да нанесе огромна штета. Ако се игнорира целиот текст и се земе само еден стих, тогаш сигурно ќе дојде до судир со одредени библиски стихови. Или, ако не се земе предвид историскиот, културолошкиот контекст на текстот, исто така ќе произведе проблеми во толкувањето. Четврто, непознавање на севкупниот Божи збор. Аполос беше силен, красноречив проповедник и мисионер, но не беше целосно запознаен со вистината, туку само му беше познато крштавањето на Јован. Не знаеше за Исус на кој начин го приготви патот на спасение, така што неговата порака не беше целосна, туку делумна. Аквила и Присквила го повикаа и точно го поучија во согласност со Божите зборови. Откако го советуваа, тој правилно го проповедаше Исус Христос. Некои групи поединци и во денешно време се со истиот проблем. Имаат непотполна порака, затоа што се сконцентрирани само на некои делови од Библијата, а ги исклучуваат другите. Зошто? Затоа што не се доволно подучени. Немаат јасна представа како да ги усогласуваат текстовите. Петто, себичност и гордост. За жал и тоа го има, бидејќи многумина нивното толкување на Библијата се сведува на личните побуди со посакувани доктрини на поединци. На некои луѓе им се допаѓа нешто што е сосема ново и што не е поврзано со историјата на црквата или се сведува на некој од историјата и само тој се зема за авторитет, па се зацепуваат во нови откровенија, во визии и во нив бараат нова перспектива. Библијата им представува можност или шанса за лична промоција, како што тоа е јасно представено во посланието од Јуда. Шесто, незрелост. Кога христијаните не созреваат како што треба, тоа влијае на нивното управување со Божиот збор. Павле на незрелата црква во Коринт им пишува следново: со млеко ве напоив, не со тврда храна, зашто уште не можевте да ја поднесувате, а и сега не можете, зашто уште сте телесни. Не сте ли телесни и не живеете ли како обичните луѓе, што меѓу вас има завист, спорови и поделба? Незрелиот христијанин не е спремен да се храни со тврда храна. Тој е на млеко и од него не може да се очекува зрели одлуки и исправни толкувања. Самиот начин на незрело однесување ќе допринесе да се делат едни против други. И седмо и последно, неправилен нагласок на самата традиција. Некои цркви тврдат дека веруваат во Библијата, но нивните толкувања се филтрираат преку воспоставената традиција на нивната црква. Таму каде што таа се застапува, се спротивставува на Библијата. Луѓето даваат предност на самата традиција и со тоа го одрекуваат авторитетот на Божиот збор. Сето тоа произведува да се дава водство на луѓе кои немаат Божи авторитет преку напишаниот збор. Библијата е јасна по сите важни прашања. Нема нешто нејасно во нејзе, во врска со Христовото божество, рајот, пеколот, спасението по милост и вера и така натаму. Меѓутоа, има и некои други нејасни теми, кои не се поврзани со самото спасение, што водат кон разни толкувања. Тоа што е важно е да бидеме догматични таму каде што е писмото догматично и да избегнуваме догматичност таму каде што писмото не покажува догматичност. Црквата треба да настојува да го следи моделот на првата христијанска црква во Ерусалим. Во Библијата е нагласено: и беа постојани во апостолското учење, општувањето, во раскршувањето на лебот и во молитвите.
Во првата црква постоеше единство затоа што сите беа втемелени на апостолското учење и ги водеше Духот. Во црквата би имало единство ако секој се врати кон апостолското учење и ги отфрлиме некои погрешни доктрини, трендови и забави кои се вовлечени во денешните цркви. Господ нека е напомош. Амин.